Денеска православната црква ги празнува светиот Никифор Исповедник патриарх Цариградски и светиот свештеномаченик Еразмо Охридски. Светиот Никифор Исповедник патриарх Цариградски. Цариградски благородник. Татко му Теодор бил висок службеник на царскиот двор, богат и благочестив. Никифор службувал неколку години во дворот, во истиот чин како и неговиот татко. Но видувајќи ја сета светска суета, тој се оддалечил на бреговите на Босфорот и таму изградил манастир. Манастирот наборгу му се наполнил со монаси, а тој управувал со манастирот, не сакајќи самиот да прими монаштво под изговор дека е недостоен, иако во се им служел како пример на сите. Пред тоа учествувал на седмиот Вселенски собор како лаик од Лаосот, верник од верниот народ, по волја на царот и на патриархот и многу бил корисен за соборот со своето изворедно познавање на Светото писмо. Кога умрел патриархот Тараси, Никифор бил избран за патриарх спротивно на неговата волја. Веднаш по изборот примил монашки чин и сите останати чинови поред и во 806 година во Света Софија бил востоличен за патриарх. Тоа било во времето на царот Никифор, кој набрзо потоа отишол во војна со бугарите и загинал. Неговиот син Ставрики владеел само 2 месеци па умрел. По него се зацарил добриот цар Михаил наречен Ранкаба, но владеел само 2 години додека Лав Ерменецот него соборил и изгонил. Кога Лав се зацарил, патриархот му ја испратил книгата Православно вероисповедање, да ја потпише по обичај и сите византиски цареви, што се сметало за заклетва дека ќе се држи и ќе ја брани вистинската вера. Царот не ја потпишал, но тоа го одложил за покрунисувањето. А кога патриархот го крунисал, тој откажал да ја потпише таа книга и набрзо се објавил како еретик и иконоборец. Патриархот се обидел да го посоветува и да го поврати во вистинската вера, но залудно. Царот насилно го изгонил Никифор во затвореништво на островот Проконис, каде во беда и лишување од секаков вид поминал 13 години па се преселил во вечноста во 827 година. Како патриарх со црквата Христова управувал 9 години. Спаси
Него ради, воплотитися от святия Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи вися, распнися же Христе Боже, смертию смерть поправи, един си святия Троиці, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Светиот свештеномаченик Еразмо Охридски. Овој светител бил роден во Антиохија и живеел во времето на царевите Диоклецијан и Максимијан. Крепко се подвизувал на Ливанската гора и бил надарен од Бога со голем дар на чудотворство. Како архиерей тргнал да го проповеда Евангелието. Стигнувајќи во градот Охрид, Еразмо со молитва го воскреснал синот на некој човек по име Анастас и го крстил. Во таа прилика Еразмо покрстил и многу други незнабожци и ги разорил идолските жртвеници во Охрид. Заради тоа бил обвинет кај царот Максимијан, кој во тоа време престојувал во Илирија. Царот го извел пред бакарната статуа на Зевс, му наредил да принесе жртва и да му се поклони на идолот. Свети Еразмо пројавил сила и од идолот излегла страшна ламја која го исплашила народот. Повторно светителот пројавил сила и ламјата умрела. Тогаш светителот го проповедал Христа и покрстил 20.000 души. Огорчениот цар наредил да ги исекле сите овие 20.000 души, а Еразмо го ставиле на тешки маки па потоа го фрлиле во самица. Но му се јавил ангел Божи како некогаш на апостолот Петар и го извел Еразмо од самицата. Потоа овој слуга Божи отишол во Кампанија, каде им го проповедал Евангелието на луѓето, па се вратил во градот Хермелија, каде се повлекол во една пештера во која се подвизувал до смртта. Пред смртниот час, 3 пати се поклонил кон исток и со подигнати раце се молел на Бога за Бог да им ги прости гревовите и да им дарува вечен живот на сите оние кои со вера ќе го повикуваат неговото име. По свршувањето на молитвата се чул глас од небото: "Нека биде како што молеше исцелувачу мој Еразмо." Сиот радосен светителот уште еднаш погледнал во небото и видел венец на слава како се спушта кон него, и видел хорови на ангели, пророци, апостоли и мачиници, кои приоѓаа да ја примат неговата света душа. На крајот извикал: "Господи, прими го мојот дух", и издивнал околу 303 година. Пештерата со црква посветена на светиот Еразмо и денес постои недалеку од Охрид и од неа и до ден денес се пројавува голема сила на угодникот Божи Еразмо, свештеномаченикот. Tebe